петок го резервиравме да биде баш така. Пред викенд да се споите нели катарзично со вашите викенд активности. Апсолутно, со оглед на тоа кој имам за соговорник, не направив никаков концепт на сценарио, затоа што тој доволно има една во себе историја, па ќе кажам и таа катарза кој што тој ја има всушност со Караманот и веројатно и со природата, со живиот свет, е многу по-еклатантен пример од било што можеби денеска ќе го упатиме до вас, така што верувам дека оваа епизода на утринската ќе ја уживате, ќе ја обсервирате со голема љубов, почит и мудрост кон нашиот Илија Икокаров, кој што по неколку патувања периодов успеа утрово да ни биде во студио со неговиот Вардар, овој светски европски шампион во нашето студио. Она што е куриозитет, ме потсети твојата приказна за мојата мајка и внука кои што се точно половина век растојание, ама на исти ден родени. Тоа се случува, пријателе, со твојот Вардар во студио. Точно 40 години сте разлика. Меѓутоа, знаеш како ми правиш една во позитивна конотација Белја. Збогувањето со нив е една од можеби најтешките работи кои што човек може да ја доживее, нели? Исто како да ти заминува најблиското нешто. Меѓутоа, ќе се сетам на некои мои, нели, мигови со нашите љубимци дома и си велам, ќе предизвикаш повторно, веројатно, Караман да имаме дома. Ала шега, како и да е, добро ми дојде во студиото. Ти благодарам што го донесе Вардар, ама и себе се понесе во студио и покрај обрските кои што ги имаш. Добро утро и на тебе и добро утро на сите гледачи на вашата емисија. Да, еден интересен факт е тоа што јас и Вардар сме родени на исти датум. Да, на 29 март, третиот месец од годината. Да не ги предизвикавте контракциите на мајката на Вардар? Не, Вардар е роден кај семејството Христови. Аха. Инаку исто така еден куриозитет и мала корекција е тоа што Вардар не е во моја собственост, само живее кај мене, е во собственост на господинот Југослав Крстич. Јас те разбрав дека еден од 8-те кај мене живее апсолутно, ама е во собственост на Југослав Крстич. Готово, сега е јасно. И ти благодарам за најавата. Југослав, ви благодарам. Да. Тоа го ќе кажам. И ти благодарам за најавата маестрална за неговите титули. Сепак мора да имаме предвид дека клубот не става акцент на никакви шампиони. Затоа што нашиот клуб, односно ние, сме генерацијата која што успеа, како заедничко множество на одгледувачи љубители на Караманот, да ја донесе оваа победа на Македонија. Баш е победа. Ја мислам дека и национална победа е, генерално. Ја не мислам, ја знам и сум сигурен, не знам колку се и другите свесни што значи да имате една признаена раса, имат помалку од 400, мислам дека се нешто и помалку од 380 раси на светот, така што видете колку е тоа тешко. Еднаш признаена раса е, нели, ние сме сега условно признаени. Гледам и тоа сакам да го потенцирам во моментот, што значи условно признаена раса. Тоа се регулативите на Светската кинолошка федерација. Секоја раса првенствено се признава условно. За да помине тој период од 7 до 10 години, да докажете дека ќе обстоите, затоа што овој бел свет посведочи и неколку раси кои што беа направени на ниво на проект. Јасно. Држави ги спроведоа, па после тоа моќни држави, па после тоа бараа собственици за, нели, расата која што ја создале. Тоа е тотално обратно пропорционален пример од целата приказна на Караманот. Дури и самиот председател на FCI, господинот Тамаш Јакел, кога беше во Охрид, требаше и да ја судиски да ја евалуира изложбата и да ги оцени сите Карамани во Охрид, но тој едноставно кога виде за што станува збори, колку луѓе се имаа симнато и што го слушнале, виделе или прочитале на некоја од социјалните мрежи повикот за собирањето во Охрид, каде што требаше да бидеме, нели, представени пред светот и пред двете, освен председателот господинот Јакел, тука беа и сите членови на стручната и на стандард комисијата при FCI. Се симнаа буквално, па да не кажам и полутрадиционално, современо традиционално, гумени, опинци, ланци и слично. Мене малку ми се исправи и косата и брадата кога ги видов, но верувајте, тоа резултираше... Можеш да останеш агилен. Во очите на FCI не сте свесни тоа како резултираше. Господинот Јакел само го погледна тоа и рече: друштво, мислам, ова е стварно раса која што постои и живее во срцата на овие луѓе, сите што се дојдени тука. Јас нема да судам денеска
И нема да доделам ниту една титула, ниту една оценка. Затоа што сите присутни денеска тука се победници со самото тоа што се дел од овој голем историски настан за вашата држава, за Македонија, за кинолошкиот сојуз на Македонија и се разбира и за нас како клуб, кинолошкиот клуб за Македонија. Добро, сега малку, нели, затоа велам јас, влегуваме сега во твоите чевли. Нема некој кој што можеби посодено ќе ја раскаже приказната. Што е тоа условно признаене сега? Да, и кон тоа сакам да се вратам, значи, затоа што медиумите кажа, нели дека е многу лошо го преведуваат некои provisional од англиски привремено го преведува. Не. Значи станува збор за сите раси првен се признаваат условно, ама ова беше тешкиот чекор. Значи да може да тука е документација пак полесниот. Ова е еден почеток. Сега малку ги стегаме критериумите по кои што се одгледуваше. Построги сме и кон фенотипот, не дека и претходно не бевме, но имавме простор да прогледаме нели на некои детали, особено на пример кај вариететот со палежи, затоа што нив ги среќаваме во два вариетета. Црн со белини малку на градите, на шепите како што е Вардар и со палежи или народно попознат како четириокиот Караман. Во нашата традиција по спецификација и карактеристика како ќе му даде четириокиот? Black and Tan на македонски тоа би било куча со палежи. Инаку четириокиот е народната терминологија под која што го среќаваме овие вариетет. Во нашата митологија, тоа најдобро можете да го прочитате во книгите на браќата Костовски. Тоа се луѓето кои што ја започна оваа приказна уште во 1998 година, по 2004 го регистрираа клубот и Владко, Владко го предводеше, господинот Костовски, Владко го предводеше клубот се до 2017 година, кога јас по негов предлог станав председател. Интересно исто така за нашата институција е што и предходниот и сегашниот председател се во добри односи. Значи, една добра работа. Тоа е исто така нешто што треба да го посочиме како пример, да покажеме дека доколку не ги рушиме стратегиите и ги надоградуваме на предходниците и не обструираме ништо, не, доколку се надградуваме едни со други, можеме да одржиме подолгорочна стратегија и да донесеме поголеми резултати за Македонија. Јасно. Ме разбирате што сакам да ви кажам? Колку ми спомена дека имате околу 8 дома? 8 моментално имам дома. Животот може... Сега ми е малку и криво, веројатно ме ќе го оставам во некоја следна прилика да дојам во твојот дом, вистински, каде што може подобро да се екранизира, можеби, хармонијата. Апсолутно си поканет да нема никакви забуни под дома, не подразбира дека спијат на тросет, него... Тоа беше моје прашање. Да. Ико, како? Не. Си имаме ние посебна позиција и место по близина на Скопје. Да, значи ние живееме надвор од градот Скопје и најмногу заради нив со моето семејство се одселивме. 2014-та почнавме да ја градиме куќата. Ако не се лажам, веќе 2016-та, не сум добар со бројки, простете ми, бевме одселени таму. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам и на моето семејство што ме поддржа, зашто, например, мојата сопруга Марија Карова, кога ја регрутиравме нашата прва караманка од терен, од планините на Западна Македонија, буквално го држеше својот стомак и беше трудна со буби, додека се враќавме, самата Илина, караманката... Едно бе во рака, друго на... Да, рипна од стража и застана до неа и така се возевме до Скопје. Значи рипна како што беше во багажникот, во бокс го отвори, ми ги седиштата излезе и седна тука. Марија ми не ми пречи, неа пипај. Започнете да размислувате за некој документарец? Сигурно имате архивски снимки. Вака, документарци господинот Златко Костовски ги има, значи онакви... Не, зборам за вашата лична. Класични, ќе стигнеме до тоа, класични документарци во репортажна смисла има околу 14, неговите скоро сите експедиции се документирани. Но јас ја знаете приказната со кондураджијата и кондурите, стално му се скинати, па немам снимено. Но лани, господинот Никола Грнчаров почна да снима професионален документарен филм и се уште собира материјали, уште пред признавањето беше и во Охрид, има и доста интервјуа, тоа е се уште во процес и се работи. Па може би не е лошо да упатиме еден апел ако има некој заинтересиран. Архиви некој ако има и некој заинтересиран да би бил покровител на тој. Знаете, ова све е направено до сега пробоно и со поддршка максимална на кинолошкиот сојуз на Македонија.
Затоа што оваа раса на крајот на денот приматот и сега и за секогаш ќе го има Кинолошкиот сојуз на Македонија. Ме разбирате? Тоа е тоа. Да, Кинолошкиот сојуз е она институција која што ги обединува сите кинолошки друштва и кинолошки клубови, како и целата регуларна кинологија на територијата на Македонија. Јасно. Сега, браќата Костовски кои ја забележа и систематизира расата, верувам дека имале голем придонес. Меѓутоа, што значи за Македонија да има автохтона овчарска раса и како таа раса се разликува, да речеме, од другите спортски или работни овчарски кучиња? Тоа би те прашал, што символизираше првото официјално представување на Караманот, чинам дека 2010 негде беше, така? 2018 е првото првото, пак сум многу лош со години, првото представување во Охрид пред очите на светската кинолошка јавност, кога има двајца гости во Охрид, е повторно од страната на браќата Владко Костовски, тогаш се генералниот секретар и председателот тогашен на FCA Сантијаго. Но првите излегувања меѓународни и преминување на границата се случуваат во 2018-та, првото на регионално ниво. Да речеме експанзира? Експанзијата се случува полека. Јас и сега имам проблем со експанзијата, особено за тоа што се многу славни. Затоа што на Кинолошкиот клуб за македонско овчарско куче Караман постулатно му е важно да има одговорни и совесни сопственици кои што ги сакаат овие кучиња. Ме разбирате што сакам да ви кажам? Не е ова маркетинг, па ај сега дојдете, земете кучиња. Одма има веднаш објава се појавија и некои луѓе кои што со недоволно комплетирани информации на нашата Facebook страница продаваа кучиња. Значи ова не сме никогаш да прерасне во бизнис, ме разбирате? И уште една работа. Многу сакам во оваа ситуација да упатам ќе се навратам на меѓународните представувања, ова се многу битни работи што ги говориме во моментот. Јавен апел до сопствениците на мажјаците. Во која смисла? Ние мораме да се едуцираме и мораме да ја победиме она патолошка, знам дека ги сакаме, потреба да видиме и да го спариме нашето куче. Немаат сите кучиња потреба да се парат. Караманите се распределени во 8 крвни линии. Јас како водител на целиот проект постојано морам да внимавам да тие 8 крвни линии паралелно се развиваат, како во иднина би превенирале било какво линијско, односно инцестуидно, вака народно кажано, спојување на линиите. Многу голем проблем ми е кога ќе треба на некој детално да му објаснам, слушај, не е ништо лично, ниту против твоето куче, ниту против убавината. Значи, кога зимате куче, немојте, тоа не се случува само со караманите и со другите раси. Ама сакам да го спарам, да видам што моето куче, најубаво е моето. Сите кучиња се најубави. Нема неубаво куче, дури и нерасните кучиња се прекрасни. Значи нема куче што не заслужува дом и љубов, ме разбирате? Апсолутно. Без разлика дали е расно или не. Значи во оваа прилика исто така сакам да потенцирам дека на заштитарите, како што ние ги нарекуваме народно, максимално го поддржуваме законот, нели ова го говорам во консултација со актуелниот председател на Кинолошкиот сојуз господинот Дарко Геговски. Предлог, дали се изготвува, не знам, но сакаат да приготват предлог закон да кривично се одговара за напуштање на милени. И тоа е нешто што треба да тоа веќе струи како информација, да видиме што ќе биде епилогот, искрено, ама се надам дека ќе... Во ред, ама многу е битно, многу од кучињата кои што ги гледаме по улиците денеска се од сакам да видам моето што дава, па сакам да купам поевтина малтешка пудла од огласи. Ние измисливме нова раса, малтешка пудла де факто и не постои. Ме разбирате, тоа е малтезер раса. Не се, друга е темата. Ќе се навратам на меѓународните признавања. Прв пат 2018 година, под водство на професионалниот хендлер господинот Бурсач, Владимир, од Белград, беше представен дедо му на Вардар, заедно со баба му на Вардар, во рамките на белградскиот ЦАЦИП, на најголемата нивна изложба, тогаш се случуваше на саемот на Белград. Потоа 2021 година, Кинолошкиот сојуз на Македонија, предводен од тогашниот председател на КСМ, господинот Јордан Христовски, направивме еден патувачки музеј, значи не беше тоа само представување обично, и 5 карамани беа однесени во Будимпешта, каде што јас држев говор во главниот ринг, а во главниот ринг бев придружуван
од господинот Бурсач, од левата страна кој што гордо го носи македонското знаме, а од мојата десна страна, мојата нели една од најголемите поддршки, господинот Костовски со знамето на кинолошкиот клуб за македонско овчарско куче Караман. Потоа 2024-та исто така делегација од кинолошкиот сојуз беа на Загреб, во Загреб на Европското првенство, исто така со патувачката изложба, за на крај веќе во Целје 2023-та е Загреб, 24-та е Целје, повторно во главниот ринг, заедно со господинот Христовски држиме говор и ја представуваме расата. Знаете, многу дипломатија има за Може би тој период беше пресуден сега за да нема нешто што не е пресудно. Све што почнало од 1998 до сега, ова е макотрпен процес. Значи не е само одгледувањето на кучињата, признавањето е еден многу голем дипломатски лавиринт. Мислам, само ќе ви посочам на тоа дека Грција, кинолошкиот сојуз на Грција беше една од нашите најголеми поддршки и одгледувачите на нивната овчарска раса го посочија овој проект на Македонија како еден од најуспешните во овој дел од Европа и го посочија како пример дека кога се работи кохезивно, унифицирано и стабилно напред кон една цел, и како може да се успее. Ме сваќате што сакам да ви кажам? Значи кумулативно кога би се собрало се, патот до успехот беше Апсолутно. И не беше лесен, и затоа викам нема нешто што е помалку важно. Секој еден човек, ја што викам, и што погалил Караман, па и не макар за една секунда му пружил било каква љубов, и како не е важен. И сега ова предусловно кажано прифатена, тоа значи дека сега се уште сме во чекори кон скалилото на успехот, и кога ќе се официјализира нештото како еден статус? Да, е официјализирана, ве молам да нема никакви забуни. Ние имаме само период кој што го имаат сите раси, да видиме во наредните 7 до 10 години дали ќе обстои проектот. Ме разбирате? Толку е, ова беше тешко, до тука се снимки на колкови за дисплазија. Добро, верувам дека нема да се потврли сега. Тука се видете, јас отворено кажувам на клубот, во клубот малку име и страв кога зборувам, викам Владко Костовски го предводеше 13 години клубот. Јас годинава ја славам мојата 10-та година, следната година 10-та годишнина јубилеј како го предводам клубот. Сигурно не можам да бидам вечен како предводник на клубот. Го чекам да изгрее некаде и да го препознаам тој мој следен заменик, кој што би можел нели доследно да го продолжи она што Костовски и јас го сработивме до сега за Караманов. Добро, немој да го предадеш престолот туку така. Не, види, доека не се најде стабилен човек кој што би можело да ме замени, бидете сигурни. Само пак ќе ви кажам, ова е макотрпна работа. Ова е делење средства од домашниот буџет. Јас имам 2 деца кои што растат. Ова е многу време, понекогаш и за време на викенд имам и рекордот, мислам 173 телефонски позиви од сопственици, од гледувачи, што дозволи за парење, што нови потенцијални сопственици, што интерни проблеми политички во кругот, па ако ги земеме и во сојузот понекоја што се случуваат, дефинитивно бидете сигурни дека е една композиција која што и знае да стане густа. Кога сега, да речеме, експанзира оваа новина, колкава е заинтересираноста можеби да се дисперзира на други географии? Да, веќе има Карамани. Еден е во Германија, 2 се во Германија, простете, еден е одлегло на одгледувачот Илија Блажевски. И како доаѓаш до истото? Да, бележам секако, со тоа што не ги памтам наизуст, ама и не се многу. Има еден и во Италија, од Израел сум контактиран пред некој ден благодарејќи на кинолошкиот студија Стефан Митревски, со него стапиле во контакт па ме побараа од таму. Има, сега ќе се отвараат границите. Предходно морам да напоменам дека бевме малку строги во тоа. Строги имавме, беше клубска политика да не одат надвор од границите, сепак имаме стабилни одгледувачи и во Србија. Во Србија во моментот нема проблем, затоа што сме веќе условно признаена раса, ме разбирате. Никој не би можел овака народно кажано го имаме монополот на генетскиот базен верифициран како наш национален, така што сега и не е проблем. Нешто која побода ти те прашувам, дали сакаме себично да го задржиме и тука некако да ни стане? Не, како што све што е македонско треба да патува надвор од границите, да не представува.
Така да, треба и има резигнирани, македонското можеби. овчарско куче Караман. А дали има поделени ставови? Има, ние имаме одгледувачи, например, кои што се тврдокорни, го почитуваме и нивниот став. Но бараме да го почитуваат и нашиот став. Колку мина во моментот се собственици на ова наша Околу раса? 370, 8 или 6. Реко по собројки знам Не дека- одгледувачи, ама- тоа се собственици. Именно. А 36 или 37 одгледувачи се. Тие не се регистрирани како одгледувачи, нели? Збориме за тоа што и тоа е ставка која што се плаќа во рамките на кинолошкиот сојуз. Ние доскоро не ги продававме воопшто кучињата. Баравме само некаква солемизирана нотарска изјава за искрени намери. Значи, од сега почнуваме Јасно. да ги продаваме. Јас имам само едно куче продадено во мојот живот. Па видете вие сега. Во десетниско искуство. Да. Некаде прочитав, сакам да ми објасниш, околу 3D компјутерско томографско истражување генетска типизација за иднината на расата. Тоа некако го прочитав, сакам да ми го објасниш. Дали генетската анализа ја потврдува таа исклучителна, да речам, посебност на Караманот и што значи тоа можеби за селекцијата? Апсолутно. Сега ќе ви објаснам вака, сакам во оваа прилика да ги споменам сите и да ги запознаеме гледачите со целиот научен поход, затоа што тоа не е само љубов и политика, се тоа се темели на столбовите на науката. На тука наука. Апсолутно. Во тој контекст, вака редоследно, не сакам да пропуштам никој од научниците кои што учествувале во истражувањата. Професор доктор Миливој Урошевиќ, заедно во соработка со доктор ветеринар Дарко Дробњак и магистар Марија Карова, мојата сопруга, 2018 го направија првиот турнус на зоотехнички мерења на територијата на цела Македонија. Добро. Тоа значи со метро, значи со 3 метра значи агломер, голем шублер и стопомер. Стопомерот е иначе лично наш патент, јас и мојата сопруга го имаме патентирано. Стопомер. Тоа значи за овој дел, Вардар, чекај малку сега, дојди, ќе се галиме. Овој дел немаше соодветно метро кое што можеше да го мери. Да има јасно. Овој агол битен е. Значи секој агло, професор Урошевиќ мери 40 и нешто параметри и тоа екстериерно ги мери од надвор. Па од секој параметар вади просек, па од просекот на крај е коригиран постоечкиот стандард и дотеран за да биде доследен на она што го затекнавме на планината. Овој тип на мерење се повтори и 2021 за да бидеме во тек како одгледувањето прогресира од 2018 со 2021. Значи тогаш тие што биле кученца сега се возрастни, па и новата генерација што доаѓа, под нова генерација значи над 12 месечни кучиња се мерат. Затоа што треба горе долу да бидат оформени. Потоа, тука не смеам да не го споменам Димитар Божиновски, кој што исто така направи зоотехничка студија на едно друго ниво, многу посовремено. Тоа не значи дека претходната е помалку релевантна, апсолутно. Магистар Димитар Божиновски е асистент на предметот анатомија на ветеринарниот факултет Скопје при УКИМ. Му заблагодарувам и на факултетот што му ги даде условите, му ја отстапија компјутерската томографија. Таму беа снимени сега пак, знаеш, со бројки јас ги запишувам затоа што не ги памтам добро. Мислам дека беа снимени 15 мажјаци карамани, 15 женки карамани, 15, при 99% 15 женки шарпланинци, 15 мажјаци шарпланинци и беа одбрани овој пат, за разлика од претходниот пат кога се мереше све, затоа што беше веќе стабилно дефиниран стандардот, овој пат се одбраа типични примероци и се снимаа по пат на компјутерска томографија. Прв пат успеавме да видиме тродимензионално како изгледа скелетот и мускулатурата, па и до најситните детали, например черепот од внатре. Димитар зема само на главата, ако не се лажам, измери околу од 30 до 40 параметри. Ако професор Урошевиќ мереше на целото тело, се разбира за тоа што компјутерската томографија му го дозволува тој увид. Па врз основа на таа статистика, тој направи уште една зоотехничка студија и направи морфолошка дистинкција помеѓу двете наши раси. Но она што е уште нели поинтересно, од секој примерок беше земена крв и правеше и генетски анализи со кои што дефинитивно се покажа дистинкцијата помеѓу двете наши раси. На баш знаете, сето ова што научни испитувања. Сето ова што се случува со Караманот,
не значи дека шарпланинецот било како е помалку наша вредна раса. Шарпланинецот Да не го минимизираме така, не, јасно. шарпланинецот е сепак нашата прва национална гордост и тоа за секогаш ќе остане така. И наша братска раса во секој случај. Значи со клубот за шарпланинци, со браќата Каравиловски кои што го предводат, имаме феноменална соработка. Така што апсолутно имаат нашата поддршка. Инаку, она што ми е исто така куриозитет, за оние кои што можеби не знаат, се појавува Караманот и на фреските. Тоа е интересно, барем некаде и погледнав, што символизира неговиот лик во нели црковни, да речеме, и културни контексти. Претпоставам дека малкумина можеби ја знаат оваа автохтона раса и фундаменталното што го носи можеби душата на Караманот. Душата на Караманот го носи сведоштвото за нашето постоење, како и исконијата на планината. И тоа е неизоставно камче од мозаикот, што се вика Македонија. Затоа и не случајно го среќаваме и на стари фрески. Најголем доказ за тоа е логото на нашиот клуб, кој што е детал од Курбиново од 1191 година. Значи, 1191 година. Можете да замислите. Мораме да го споменеме во овој контекст и старецот Бигорски, дедо Партени, кој што по чии што благослов почнаа караманите повторно да се реинтродуцираат на фреските, особено на црквите, кои што ги предводи тој. Баш погледнав некои таков фотографии. пример беше отец Порфири, еден од подпредседателите на клубот, затоа што клубот има ај вака ќе ги изброиме да не пропуштам некој. Отец Порфири Бигорски, гледам дека сакаш со бројки да зборуваме, јас мислам дека сум и дислексичен у контекст на бројките. Слични сме тука. Отец Порфири Бигорски, Горан Колев, Горан Цинцовски, Никола Карбалевски, Таки Ташковски, Мирослав Тасевски. Значи има 6 во 6 различни региона. Не потврлуваш, колку и да мислиш не потврлуваш. Не потврлувам, вака морам да ги избројам за да ревидирам дали сум точен. Овие 6 луѓе, морам во оваа прилика исто така да искажам мојата неизмерна благодарност, затоа што без нив ќе беше на почетокот се трудев додека беа помалку караманите во кола и стигав на сите страни во Македонија. Тогаш се сеќавам некои стари слики барав пред некој ден на доста од тие експедиции, особено на истокот, сегашниот генерален секретар на Сојузот, господинот Јане Серафимов ме придружуваше, пошто тогаш сами меревме. Меревме околу 15 на параметри колку што ги знаевме, висина, ширина, за да можеме да имаме некаков увид во расата. Но како клубот стануваше се по масовен, мораше и да биде добро организиран, знаеш, да преминеме од една оптимистичка организација во една добро структурирана институција. И тогаш се укажа потребата да луѓе имам кои што ќе ме поддржат во, нели, да се спроведе стратегијата. И така да овие луѓе се дефинитивно еден од постулатните столбови на овој успех, затоа што јас стварно не можам да стигнам Крушево, Прилеп, да се клонираш не можеш. Не можам Западна Македонија. Така што заблагодарувам во оваа прилика. Во научен контекст, се малку знам дека скокам од тема на тема, но ти благодарам, никој не ми даде ни волкав простор да се искажам. Петокот беше резервиран така за тебе, да знаеш. Така што супер, ова можеме и да го користиме после и во документарниот. Со задоволство, да се најде Вардар и утринска Телма во... Професорот Панче Дамевски, декан на факултетот ветеринарен од Битола, кој што исто така направи крвни анализи во однос на здравословието на караманите. Тоа беше непосредно пред признавањето. Ме разбирате, затоа што сакаше да види хемиски како е здравието на караманите. Се укажа дека е феноменална здрава раса. Знаете, и кога ги снимавме колковите, исто така, морам, ете виш ги пропуштев, доктор Диме од ветеринарен центар и доктор Буневски од Битола, да ги поздравам, тие ги направија тие 70 на снимки на колкови за дисплазија и на лакти кои што беа неминовен критериум за апликацијата во FCI. И тука е исто феноменално. Се ме прашува како која е тајната. Викам, знаеш која е тајната? Природната селекција. Ме разбирате? Ние го видовме, имавме и претходно увид од цетето за функционалноста и здравието на скелетот на кучињата, но овој пат дефинитивно, затоа што господинот Буневски е и од FCI
како да го кажам, сертифициран за да може да ги прочита снимките од колковите, видовме, тоа се мерат. Иначе снимките се мерат, не е нешто што само вака се гледа. Дека апсолутно станува збор за многу здрава раса. Уште пред да почнеме да говориме, нели кога зборевме за животниот век на кучињата, ти кажав дека еден од дедовците на Вардар почиња во 17-та година. Секоја чест. Лаичко прашање, има ли со оглед на овие колку и 300 и колку наброи рече дека во моментот на располагање над 350. На 350. Види, во цела територија се околу 2000, над 350 се во стабилна релација со клубот. Мислам, можеби е смешно прашање, меѓутоа дали, ако останеме прагматични со некоја визија за така, следниве 10 години, дали има некој параметар кој што би било нешто загрозување за неговото потомство? Искрено. Мислите за неговиот обстанок? Обстанок. Миграцијата село према град и тоа што иднината дефинитивно е на асфалтот е нешто што мене лично како водител на одгледувачката програма и председател на клубот е нешто што не ме гордее. Затоа што вие го ростаси за безмалку десетина години ќе треба да станат асфалтостаси, ако можеме така да ги наречеме. Му треба планина, му треба стока, му требаат и селските дворови, му треба се тоа што ти успеа барем Магилен во овој клуб тука да го направиш. Македонија, затоа што знаете таму се случува и природната селекција се одржава. На тоа се должи и здравието на моменталната популација. Тоа е она што ние како генерација па и идната мораат да го задржат. Затоа што не сме свесни многу раси денеска, знаете ли, кои обично луѓето даваат многу голем акцент, па дисплазија што ми значи тоа? Знаете ли како фамилиарен шок е да земете куче и на 5 години да ви се укаже дека има страшна дисплазија, како на лактите, така и на колковите, и тоа веќе не може да се движи под искуство прилика со ретриверот кој што ти го спомнав, така што е страшно. Доаѓаат до ситуација кај што некои од нив дури морат да се хумано да се успијат за да не се мачат. Затоа што се хендикепи. Се замислете кога има и 2 деца или 3 или па и едно во таа фамилија. А секако тоа не значи дека е помал шок и за нас возрастни. Јасно. Меѓутоа баш ми се допаѓа ова што велиш, здрава раса која што ја имаме. Знаете, кинологијата, општо емисијата на Кинолошкиот сојуз на Македонија не е само доделување титули. Значи постулатно е здравословието на сите раси. Од овој бели свет. Јасно, затоа и на почетокот ти кажа воопшто не се битни сега титуливе, нели? Шампион бил. За нас се особено максимално спорадично. Така е. Затоа што знаете и видовме како некои луѓе кои што се пронајдоа во шампионатите на кучињата почнаа да ги сакаат и почитуваат само заради нивните титули. Се разбира, ние во рамките на Кинолошкиот сојуз на Македонија, затоа што и не сме огромен, а успешен сојуз сме, немаме многу такви случаи, тие сами се филтрираат, но големите кинологии како Русија, Шпанија, Англија и текако, особено во минатиот век, посведочија една таква естетика на одгледувачи, ако можам да ја наречам. Јасно. Прво ќе ти заблагодарам, затоа што знам не му едноставно, иако велиш ти од изложбите кои ги имате посетени, всушност шампионите на кои што бил всушност ги има стекнато, тепихот не му е нешто непознато, или оваа студентска атмосфера, што за други може би било малку потешко, нели, да останат агилни. Од се срце ти благодарам што ни го донесе Вардар. Само да прашам дали тој во моментот е гор татко? Или? Ќе стане. Има кучка која што е спарена од него. Јас во последно време се поредко имам легла, затоа што е клубот стабилен и сакам да дадам предност на поновите, помладите одгледувачи, но ете, ако не се лажам, после скоро 12 месеци, повторно со бројките ќе напоменам сум катастрофа, ќе очекуваме легло. Ти кажам, тоа може да биде предизвик за да се го документира како. Да, нема проблем, поканеци на нашиот имот кога сакаш. Голем поздрав мислам до тебе да семејството и се надам дека приказната ќе ја одржиме сите. Апсолутно. Илија, денеска со нас во нашето студио, се надам дека уживавте. Пак ќе кажам, убава информација беше пред 10 дена, меѓутоа вака убаво да ја екранизираме и да ја испопуларизираме денеска на Телма телевизија.